42-годишната Кумановка Маја Стрика веќе 7 години активно изработува икони и слики од филигрански конец и срма. Започнала да се занимава со оваа дејност сосема случајно. Најпрвин изработила икона посветена на Свети Јован Крстител, кој го смета за личен заштитник. До сега има направено повеќе дела, икони посветени на неколку светци, но зависно од желбите на љубителите на овој занает, прави и други декоративни слики, предмети македонски символи. Самостојно го истражувала процесот на изработка на филигранството кое е во изумирање. Требало многу времено и труд, а најголем предизвик бил и кои материјали да ги користи, подлога. Зависно од делото посочува, зависи и времето за изработка. Ми дојде сама идеја да почнам филигран да работам. Од тука започнува 3 години потрага по соодветен материјал, значи набавка на материјал, соодветен лепак со кој се лепи срмата, да биде да стои, да не паѓа. И натаму се надовржувавме за бисери, за циркони, за се нешто со како доаѓа идејата сама по себе, да биде што поубаво и пооригинално делото. Најмногу се бара икона. Значи икона како уникатен подарок за куќни слави, за осветување на домови. И има и други, мислам пеперутка, исто имам изработено комплекс манастири Свети Михаил во Прилеп, под Марковите кули манастирот, што е, тој е преубав, тој е за Австралија отиден. Повеќе за надвор преку граница идат, значи нешто што е аутентично од кај нас, а сепак уникатно и убаво. Некаде може и една недела, може и 2 дена, може и за 5-6 часа, значи зависно колку работиш и колку е захтевна тоа дело што треба да се изработи. Конец, лепак, циркони, на плиш прво се изработува на хартија, потоа се на плиш се лепи, врамување, значи се. Златна боја, со бои ги пишувам името на светецот или што треба да стои. Оваа млада и креативна Кумановка засега е задоволна од побарувачката. Раскажува, освен кумановци, нарачуваат и жителите од другите градови. Низините дела ги красат нивните ѕидови. Заинтересираните може да ја најдат на социјалните мрежи, но издвојува за празникот Богојавление изработила икона и ја подарила на црквата Свети Ѓорѓи во Тромеѓа. Низината желба била иконата која го символизира Христовото крштевање во светите води на реката Јордан од Свети Јован Крстител, секоја година да се пренесува во домот на најсреќниот што ќе успее да го фати крстот. Оваа Кумановка вели ќе продолжи да ги негува нашите народни техники, кои полека паѓаат во заборав, но сепак вели се уште има кој да ги цени. Во Куманово само неколку улица во моментов се занимаваат со филигран.